Пад на цените на нафтата што израдува многумина. Добро е за граѓаните ако се намали цената. Овде има фестивал и трошоците се зголемени. Цените на суровата нафта отидоа надолу, откако Организацијата на држави кои извезуваат петролеум ОПЕК не успеа да постигне договор со Русија да се намали производството со цел да се ублажат последиците од коронавирусот врз светскиот пазар. Како одговор, Саудиска Арабија најави дека ќе ги намали цените на нафтата и ќе го зголеми производството. Аналитичарите велат дека нафтената војна е причина за пад на цените. Многу производители го зголемија производството на нафта, но нема побарувачка. Најголемите трговци со нафта објавија дека изминатиот понеделник бил најлош ден со години наназад. Руската рубља падна за 9%. Русите имаат долгорочна стратегија. Сигурно ќе им се одрази на краток рок, но тие веруваат дека на овој начин значително ќе ги погодат американските производители на нафта од шкрилци. ЕЦ вели дека Русија има резерви да се справи со загубите, но според некои аналитичари, побарувачката на нафта ќе продолжи да паѓа, бидејќи ширењето на коронавирусот ги принудува луѓето да седат дома. Прв пат во повеќе од 11 години, побарувачката на нафта паѓа, поради случувањата во Кина и во светската економија. Стравот од ширење на коронавирусот веќе се одрази врз светските пазари, а додавањето на проблемот со нафтата може да предизвика и економска рецесија. Меѓународната агенција за енергетика повика на солидарност меѓу државите, бидејќи пропаѓањето и на економијата ќе доведе до последици врз глобалната економија.